Уште еден доказ дека силната волја и големата желба ги сузбиваат митовите дека за се е пресуден талентот. Во обид слободното време да го користи рационално од неуспешна мисија за соработка со вредните пчелки заради алергијата, Венко Синадинов од Виница пред 6 години започна да ја истражува и обработува уметничката димензија на дрвото. Ово што го работам е со голема љубов. Јас најпрво почнав со пчеларство, потоа купив машина за дрво и преработка на дрво, односно си направам сам сандаци за пчели. Откако потоа, работејќи со пчелите, добив алергија на пчелиниот улов и машината ми остана и почна нешто да работам и така постепено, полека ја купив друга машина и почнав да се занимавам со ова сега што работам. И тоа го почнав, гледајќи го од компјутер, на видео клипови. И по 6 години посветено и вредно вложување по 4 до 6 часа во обработката на дрвото, Синадинов денес е професионалец со сопствена фирма, чии производи станаа препознатливи во услугите на етно-рестораните. Моментално најмногу се барат вртливите даски, што се вртат за сервирање, даските за леп, даските за похован, држачи за пучеви. Сите етно-ресторани се редовно ставени и редовно се мои клиенти. Самите луѓе го бараат тоа да се сервира на даска. Значи, сега е повеќе претежно на даска. Тоа е природен материјал, природно се направени. Сакаме да произведеме и за домашниот пазар, а нормално секој тежнење да излезе надвор од Македонија. Има услови, машините не се тие толку многу скапи машини, али претежно треба за оваа работа треба голема стрпливост. Само желба. Рачно изработените предмети од дрво се раритет заради макотрпноста и страпливоста кои станаа доблест која ретко која поседува. Така да конкуренцијата е речиси занемарлива, а домашниот пазар веќе ја препознава оригиналност и уникатноста на овие производи, за кои благодарение на социјалните мрежи веќе стигнуваат и првите порачки од странскиот пазар.